Ова е насловната страница на интернет порталот на владата. На видно место има и врска до јавни огласи. Ако кликнете таму се отвара страница на која единствен јавен повик е за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект. Уште еден клик до завршени јавни огласи и ќе ги најдете двата, веќе поминати, јавни повици за интервентна набавка на маски. Едниот повик е објавен на 24 април, а до него може да се стигне преку владино соопштение за таа намена. Се повикуваат домашни фирми кои можат да испорачуваат најмалку 2000 маски дневно, во следните 3 дена да испратат понуда до владата. Овој оглас за интервентна набавка на маски е последица на владината уредба за таа намена која беше објавена во службен весник 11 дена претходно, на 13 април. А самата одлука за набавка падна на владина седница дополнителни 12 дена порано, или на 1 април. Поедноставено, за оваа интервентна потреба на владата и требале 27 дена само за да собере понуди. А и тоа не е се. За вториот споменат владин оглас за маски немало соопштение. Иако речиси невидлив, рокот за пријавување бил само еден ден, без опција тоа да се направи по електронска пошта. Објавена на 26 март, неколку дена пред владата да ја донесе уредбата за интервентна набавка на маски. Содржината на огласот остава впечаток дека пред време се знаело кои ќе бидат условите што ќе ги содржи уредбата. Единечната цена по маска да изнесува максимум 40 денари плюс ДДВ за маските изработени од материјал за изработка во собственост на економскиот оператор. Единечната цена по маска да изнесува максимум 25 денари плюс ДДВ за маските изработени од материјал обезбеден од страна на владата на Република Северна Македонија. Огласите се можеби закопани, но сепак можат да се најдат. За она што е најважно, дали, колку, од кого и за кој износ владата интервентно купила маски и пред и по владината уредба, нема никаква информација на владината интернет страница. За овие информации поставивме прашања до владата, но одговор не добивме. Освен за маски, владата донесе уредби за интервентна набавки на респиратори и на ракавици. Целта на сите три е потребните добра да се купат без да се следат процедурите од Законот за јавните набавки, бидејќи за нив треба повеќе време. Само за обидот да се купат респиратори по владината уредба за што беше задолжено Министерството за здравство, има јавна трага за целата процедура. Набавките поврзани со корона кризата професионално ги следи Центарот за граѓански комуникации, организација која повеќе од една деценија ги мониторира јавните набавки во земјава. Моето прашање овде е, ако нешто за 27 дена им требало да се донесе, да се објави огласи и да се за крајниот рок за прибирање на понудите, дали оваа уредба ја оправдува итноста, односно оправдува што е исклучок од законот, бидејќи во законот имаме во нормални постапки пократки рокови од овие уредби. Освен уредбите, Филков и колегите ги следат и така наречените итни набавки, односно тендери без објавување оглас. Нивната база содржи 91 ваков договор, што не значи и дека тоа е вистинската бројка на склучени договори, бидејќи институциите често доцнат со нивното објавување откако ќе ги подпишат. Вкупната вредност на купени добра во објавените договори е 690.000 евра. И тоа за гумени ракавици, па се до средства за чистење улици. Она што загрижува е што во 52% од јавно достапните договори, институциите обезбедиле само една понуда. Јас мислам дека институциите беа на еден начин неспремни. Во која смисла? Не беа спремни дека итноста не подразбира ексклузивности од некој да купиш, туку овде итноста подразбира краткиот рок за кој што ти треба одредениот производ. Освен малку понуди, домашните итни COVID-19 набавки се одликуваат и со малку информации за предметот на набавката. Например, при купување маски, описот во договорите најчесто е ограничен на памучни или еднократни. Ретки се примерите со повеќе податоци кои може да се споредат. Така, АД за стопанисување со стамбен и деловен простор купило маски со минимум ФФП2 заштита за 40 денари парче. Министерството за одбрана купило маски со најмалку ФФП2 или Н95 заштита за 97 денари парче. Клиниката за торакална и васкуларна хирургија купила маски со најмалку ФФП2 заштита за 380 денари парче. Дали некоја злоупотребил кризата или таква била понудата на пазарот, веќе проверува и антикорупцијската комисија со помош на НВО секторот. Ние постапуваме по конкретна набавка, таа е поврзана со нерегистрираните средства за дезинфекција
кои имаме такви сознанија, односно такви наводи, кои што треба да ги потврдиме, нели, дали се точни или не, кои што ги преплавиле државните институции и тоа во постапка со преговарање без објавен оглас. Ги собереме сите податоци, ќе продолжиме, нели? Станува збор за домашен производ или увезен производ? За домашен, наводно нерегистриран, меѓутоа тоа треба да се докаже. Освен јавните набавки, ДКСК ќе ги разгледува и владините уредби за интервентни набавки и донациите до државата. Но, може ли да се превенира корупцијата ако се проверува постфестум? Ние уште кога почна целата ситуација, состојба која се наметна на овој начин, излеговме и кажавме во јавноста, дадовме препораки превентивно, значи секој да работи почитувајќи ги начелата на законитост, на еднаквост, на јавност, на транспарентност. Доколку сите овие начела секоја институција ги почитува, тогаш превентивната улога на ДКСК во еден дел е исполнета, нели? Меѓутоа, знаете какви, така што грешките не може да се преюдицираат. Грешките секој се утврдуваат отпосле, од кога веќе се настанати. COVID-19 го сврте окото на јавноста кон одредени набавки, но затоа таа јавност остана слепа за другите. Во петокот, Државната комисија за жалби по јавни набавки го објави решението со кое го поништи најскапиот тендер годинава. За набавка на сопствена механизација за рек Битола, со што комбинатот би престанал да троши десетици милиони евра за да најмува приватни багери и камиони. Причините се повеќе, но најмногу тежи најбаналната. Од увидот во досието, Државната комисија утврди дека жалителот навремено поставил прашање во врска со објавената постапка, но договорниот орган не одговорил на сите навремено поставени прашања, иако за истото бил должен согласно Законот за јавните набавки. Пред објавувањето на одлуката од ЕСМ за 360 степени признаа дека не одговориле на прашањата кои веќе се содржани во тендерската документација. А ако тоа било грешка, од Електрани велат. Дали има основа за утврдување одговорност не може да се каже до завршување на предметот и добивање одлука од комисијата во врска со предметот. Тоа ми е мене симптоматично, дека се многу почетнички грешки во тендерската документација за толкав тендер. Значи, мислам дека не требало да се дозволи набавка која што сите ја чекаме со години, да се дозволи во тендерската документација да има такви почетнички грешки или барем за такви почетнички работи да се поништи тендер. Но во целиот случај, проблематично е и постапувањето на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Според роковите во Законот за јавни набавки, тие имаат 5 дена за комплетирање документација и 15 дена за одлука. Во случајот, решението требало да биде готово на крајот на февруари, а не на крајот на април. Лани, во првите 8 месеци, просечно комисијата одлучувала за 15 дена по тендерите, а сега имаме безмалку 3 месеци како комисијата немаше донесена одлука и мислам дека најмалку јавноста заслужува комисијата да објасни што е тоа што земало 3 месеци за оваа жалба, која што, повторувам, која ќе ја прочитате, не одава впечаток дека тука многу време требало да се одлучи и да се поништи постапката. Објаснувањето кое 360 степени го доби од комисијата е дека роковите во законот не се обврзувачки, а предметот одел споро бидејќи чекале став од други институции. Побаравме од Комисијата за заштита на конкуренцијата мислење бидејќи еден од условите во тендерот е да се поседува соодветен сертификат од производителот за да се продава опремата. Тие пак се обратиле до ЕСМ и тука е изгубено многу време. За нас беше важно тоа мислење во контекст на тоа дали има ограничување на конкуренцијата. И додека сосема очекувано, пропаднатиот тендер за купување механизација за рек Битола ќе повлече серија прашања. Последиците од целиот случај нема да застанат тука. Едната последица, речиси сигурна, е дека ќе бидат потребни месеци за повторно да се распише и потенцијално да се избере победник на тендерот. Втората, уште поважна последица, е дека и оваа сезона во рек Битола ќе мора да работат приватни фирми. Изминатите години, во просек тие услуги чинеа меѓу 15 и 20 милиони евра. Таа сума ќе се додаде на веќе потрошените 370 милиони евра за приватна механизација во изминатите 2 децении во комбинатот.